Ке има ли конечно свадби од јуни? Доколку продолжи трендот на заразата со COVID-19, можно е од јуни месец да се одобри барањето на угостителите за организирање на свадби, но и на секакви прослави под строго утврдени протоколи. Вака рече министерот за здравство Венко Филипче. А струмичани велат дека едва и чекат повторно да заиграт на свадба, како до пред 2 години. Јас сум за без маски и за свадби. И стига плачаме малку да поиграме. И нема таквија големи ограничувања како тука што има полициски часове, што има тие карантин, не па викенд не слободен, това го нема горе во Швајцарија. Значи многу послободно живееме. Јас тука дојдех чинам грлото ме жеже веќе од маска носене. А од 1 јуни можно е веќе да се организираат и свадби и секаков вид на свечености. Што мислите вие околу тоа доколку се донесе? Това ако се извакцинират 70% арно, ако не се извакцинирани, пак има зараза. Од 1 јуни можно е да има веќе и свечености и свадби. Доколку се донесе ваквата одлука, кој е вашиот став околу тоа? Дали треба да има веќе од ова година свадби и свечености? Па како што намалено веќе болеста на кај короната е намалена према народот, добра е таа одлука. Таа одлука е добра. Таа одлука е добра. Еми треба да има, редно е века. Доста века, толку време. Народот века се сака да има турски и свадби. Па би требало, викам, веќе ние естрадните уметници, мислам, што се занимават веќе 2 години, мислам 2 години немат ни парче, имат за екзистенција. Би требало да се одржуват, викам, свадби, прослави, за да обстанат, за да живеат, за да имат и они имат деца, фамилија, за да обстанат у живото. Рестораните и понатаму би биле отворени само во надворешниот дел од локалот, а се размислува и за зголемување на капацитетот на гости на една маса. Предлозите ќе се дискутираат во рамки на Комисијата за заразни болести во блиска иднина, рече министерот за здравство Венко Филипче.